Благодарам, почитувани присутни. Јас сум Елизавета Трајчевска-Ѓорчевска од Охрид, поет и писател. Струга е вториот Ерусалим што се премостува со Охрид, познат по многобројните Божји храмови. Ова е Миладинова престолнина, каде што се посејани слова, распрстати на небесата, меѓу звездите. Двајцата браќа со кирилицата, со златното перо, испишани безброј слова од Кирил и Методи описменети. Аманет оставија плодот нивни да се ожнее за младите очи да опулат, оти при очи слепи да не бидат, и народот свој, Македонска Библија, зборник му дари. Тие се нашиот идентитет, ја отворија идеалната цел и ја затворија во стаклено звоно, како да е волшебна роза, што го зрачи и шири мирисот на собствениот идентитет. Деца сме на Климент и Наум, описменети од Кирила и Методи. Христијани, верници сме на Христа и апостол Петар и Павле. Григор Прличев. Зашто татко имаме еден, а таткојната е многу таткој? Мајка имаме една, а таткојната е 1000 мајки. Браќа имаме 5 или 10, а таткојната е небројни браќа. Еден човек што не се јамил од таткојната, поќе од мајка и татка и поќе од себе си, тој не може да биде чесен човек. Еден е храм, едно е светилиштето на научениот наш јазик, што звона и камбани бијат. Од слова свети горат, патот го покажуваат на писменоста, заедно да го одбележиме месец ноември, месецот на книгата. Нека е честит и вековит. Ви благодарам. А сега ја повикувам директорката на Дом на култура, Роза, заедно да го одбележиме овој месец на книгата. Добар вечер на сите, благодарам на присуството. Чест ми е што одбележувањето на месецот на книгата се одржа и кај нас. Во Центарот за култура исто така пред неколку дена имавме и исто го одбележавме преку проект со изложување на книги сајмот на книга, односно автоматизација на библиотечни процеси. Исто така сакам да се заблагодарам на Елизавета Виктората, што го обратувате Центар за култура да ги промовирате и вашите книги во чест на Светскиот ден на книгата. Ви благодарам на присуството. Се надевам дека секоја година ќе има се повеќе и повеќе автори кои ќе промовираат книги во Центарот за култура Струга. Ви благодарам уште еднашка на присуството и чувствувајте се во Сега ги повикувам поетите присутни да ни прочитаат по една творба. Повелите. Јас ќе ви почестам со 2 миниатюрни песни. Кажи ми срце, колку боли липотна една проста и стара македонска мајка, што ката ноќ веко си го венчала пред икона. Кажи ми, кажи срце, колку македонско во себе имам, та што песна македонска ме тера да плачам. Враќај ми, наслоне дори очи ми газат, вдовици голи некаде ме водат, а јас силно ја стегам стрелата на Одисеј,
и патот го барам дома да се вратам. Мила Војческа, ти не знаеш да сакаш. И ете, повторно сум тука, сама. Сама каде што некогаш бевме заедно. Зошто се уште го слушам твојот шепот во мојава крв? Зошто ги чувствувам твоите погледи по целово тело? Зошто твоите очи се тајна која ми суди? Зошто се уште го чувствувам твој допир со рацете кои сега безмилосно ме гушат околу вратов? Зошто? Се чувствувам како да трчам низ времења, низ врати, низ огнови кои не постојат. Како да сум воздишка на некоја непозната звезда, како да сум река која нема вруток. Како да сум патник во времето кој не ги познава времињата. Како да сум гласот на месечината, што ја гледаш, но не ја слушаш. Како да сум распарчена во душите на сенки, што никогаш не виделе светлина. Како да пропаѓам из огледалата на твојата насмевка. А моите мисли, како разиграни дечиња трчаат, насекаде бегаат, не можам да ги фатам. Ти си прашина во воздухот што не го дишам. Ти си поглед што ме допира, да не го чувствувам. Ти си бескрајноста на мојот крај. А за мене, само тоа што не можам да го опишам е вистина. Те нема никаде, те нема ни во реалноста, ни во сонништата. А ако кажам дека те нема ни во очиве, и во срцево, ќе лажам. Проклетство. Зошто се уште те сакам? Може би затоа што никогаш не ми рече те сакам, онака искрено. Те сакам затоа што знаев како лажат твоите очи, но слепо верував. Те сакам затоа што ти никогаш не ме сакаше. И те молам, прости ми. Прости ми што никогаш не те излажав и што ти гледав како никоја друга. Што единствена желба ми беше постојано да гледам во твоите очи. Оние од кои бев завислик. Кафеави очи, длабоки како морето. Морето во кој се удавив. Како е возможно да сум мртва се уште да дишам? Како да побегнам од мракот кога самата светлина побегна од мене? Не можам да побегнам од кафезот и твоите очи. Те мразам тебе, го мразам денот кога те запознав, го мразам секој миг поминат со тебе. Но знаеш, сепак те сожалувам, бидејќи ти никогаш нема да знаеш да сакаш некој. Ти никогаш нема да знаеш што е љубов. По дождот. Дождот се испури врз мене, додека громот од небото ми ја парчесуваше душата. Коњите силно урлаа. Додека ја повикуваа дивината, срцево ми се рани. Ножот длабоко се зари, искрвави, боли, пече, крвта врие, тече не запира. И крвава река ќе потече, ако можеш, заприја, исцели. Езерото немирно се брануваше, мајка над гробот тагуваше за изгубеното чедо, но тешко е, тежок живот е и остави се на времето. Не буди ме, да не заспијам, да не те сонувам, да се разбудам. Го одбележавме месец ноември, месецот на книгата. Сега ќе се посветиме на децата со посебни потреби, на децата без родители. Покрај што сум автор и поет, писател, се јавам како и хуманитарец. Ја повикувам представничката од Сдруженијето Тајните на моето срце. Благодарам за соработката, Тајните на моето срце. Поведете го таму. Добро вечер, драги гости. Ви благодарам на покана Елизабета. Дозволете ми најнапред со голема чест да го представам Сдруженијето Тајните на моето срце. Сдружение кој години со глас, поддршка и рамо за децата со посебни потреби и нивните семејства со огромна љубов, трпение и искрена посветеност. Ова сдружение создава простор каде секој дете е прифатено, разбрано и поттикнато да го постигне својот потенцијал.
Тајната на моето срце не е само организација, тоа е семејство, составено од луѓе со големи срца, кои секојдневно уложуваат труд за подобра иднина. Вечерва имаме и една особена чест да ја поздравиме авторката Елизабета Џошевска, која со својата твореча енергија и хуманост ја збогатува ова вечер. Елизабета реши токму во месецот на книгата да ја промовира своите нови книги во соработка со нашето здружение, со една возвишена цел, дел од ова промоција да биде насочена кон хуманитарна помош. Овој благороден чекор е пример како уметноста и добрината може да дадат рака под рака. Незината желба да придонесе токму кон овие деца е гест што заслужува длабока почит. Драга Елизабета, ви благодариме за вашето големо срце, за поддршката и за желбата преку вашето творештво да направите разлика таму каде што е најпотребно. Почитувани гости, ви благодариме што сте дел од ова заедничка умна приказка. Благодариме се. Уште еднаш ви благодарам. Здружение Тајните на моето срце и на соработката оваа година ни е плодна и се надевам на уште долги плодни години. Ви благодарам од срце. Алфа и Омега, број 26, сочинуваат почеток и крај. Ете го мојот сјај. Време е да се зборува за убави нешта. Ти и јас. Време е за една романса. Ти и јас. Една буква од азбуката, буква по буква се раѓа еден збор. Г, гордост наша македонска, создадена од македонските просветители Кирил и Методи, за кои се испишуваат безброј слова. Вечерва не се во можност да присуствуваат рецензентите на трите стихозбирки, па ќе прочитаат овие прекрасни млади поети. Повелете. Пред нас се појавува збирка на млада поетеса да ни покаже дека се уште не завршило творештвото на небехисарските автори. Елизабета Трајчевска го оцонила сонот и го испишала низ овие страници за спомен на незиното постоење како знак на пронајдената љубов, љубов кон Бога, кон човекот и кон најблиските. Низ стихопеења ни ги открива своите тајни, мечти, љубов и страдање. Со очи неисплакани и песни недопеени, ги реди, нижи и везе стиховите. Си ја отвора душата и си ги раздава мислите, зашто знае дека споделената болка помалку боли. Нејзиниот живот е искаен со многу темни и болни нишки, но и со надежна светлина која што допрва доаѓа. Низ песните провејува очајот и тагата, што ја пустошат душата, запрашувајќи се, каде тоа погрешила? Затоа и често се препушта на молитвите, но и на судбината, одредена од Бога. Не барајте прецепција и врвна уметност во поетските творби. Побарајте ја само душата, оставена врз хартијата, тагата и болката, ни солзите промешани со мастилото и уживајте во читањето. Среќна е со пронајдената љубов, символизирајќи ја со розата, која што ја чувствува како мелем на раните од минатото, додека го отсонува сонот во осамените ноќи. Заедно се смеевме, пеевме, заедно солзи леевме, заедно шетавме покрај реките, езерата, ливадите и планините. И парче леп заедно делевме. Заедно мислите и маките ги споделувавме, во радоста се радувавме, денови и часови заедно броевме и на Бога се молевме. Ме учеше да пливам, да се смејам и да пеам. Ме научи да живеам и да сонувам. Ти си моја потпора што живот ми продолжи.
Кога не те гледам и не те слушам, срцето ми е празно. Сакам долго и заедно животот да го минеме, па наше гнездо среќно да свиеме. Не можам да ти кажам, оди си. Твоето молчење ме убива. Далечината ја прави љубовта уште посилна. Срцето те посакува, зашто силно те љуби. Дај ми срце да сакам, дај ми душа да чувствувам, дај ми надеж да живеам, дај ми сон да те сонувам. Дај ми вода да се напијам, воздух од небо да дишам, море да го препливам. Дај ми среќа, радост, дај ми можност да бидам покрај тебе. Дај ми цвет да го скинам и да се закитам со него. Дај ми време да те чекам и да те љубам. Елизавета Трајчевска е од крај каде што Црна река извира. Илинска планина се протега низ железна порта и се влегува во боиште. Церово, Вирово, наспроти Лесково. Таму е нејзиниот роден крај. Првата нејзина стихозбирка е објавена во јули 2014 година за една пронајдена љубов. Првата песна е напишана за Велгошкиот манастир Света Петка, од каде што една по една од нејзиниот бунар, од душата и срце ги црпи идеите. Токму тука започнува и нејзиниот подобар живот и каде што си ја пронаоѓа нејзината љубов. Нејзината среќа ја символизира со розата, која ја чувствува како мелев на нејзината рана. Дрвото на животот е нејзиното дрво на сакањето, како нејзина потпора, крепост, огниште во нејзиното срце. А љубовта кон саканиот, тоа огниште секој момент се повеќе и повеќе го разгорува. Се чувствува како принцеза од времето на цар Самуил, минува низ соништата, низ времето и просторот. Нејзиниот сакан е дар од Бога и нејзина судбина која го испишува низ нејзините страници. Одбројување на часовникот. Кога мислам на тебе, се замислувам. Кога одам, помислувам на тебе. И деновите и ноќите ги бројам за тебе, како бројаница на рака. Како часовник на широк сокак, што ги одбројуваш и ги одбројува часовите поминати на времето, на љубените срца, на првиот детски плач, на старите лица кои се сеќаваат на младите поминати. На каменот. Зркнати ги киниме по видите што го закатамчиле патчето, за да ги испразниме торбите што секоја година како бележани ги полниме и под тактом на клепалото и уката што три пати ја повторуваме уште од времето на свети апостол Павле, се наведнуваме за да оставиме нешто на некој камен со нечие име, сполајмо ему, велиме, сполајмо и заносно три пати вртиме околу храмот. Назад сонце, пак да фатиме пустина, по патјето патјосани, ридјето ридјосани долу до џадето, каде забрчува чудовиштето што ќе не витоса во објавниците, каде ќе се раштркаме како ненаспано стадо, кој каде, виден, невиден, чуен, нечуен, а горе остануваат само стапалките на пците, кои како сполулавени заломно трчаат до џадето џадосани. Така секоја година, додека не папсаме како јадниците што папсале пред нас. Сполајмо нему, сполајмо велиме. Уште една, 1962. Кога се преселувавме, понесовме се, од зборови до обичаи. Ги натоварихме на Самара со искинат попрак и тргнавме по звинјугата нагоре, а потоа надолу крај реката, пеејќи ја утринската молитва, се до дрвениот мост на преминот кон вересијата, што ни ја понудија за располување.
Правописот се нишаше заедно со Самарот, закрнувајќи му се на говорот на мајка ми, во кој имаше зборови од едноминато време. И покрај тоа, мајка ми носеше бела шамија подврзана подпушка, за да не се померува долната вилица, која преку мостот може да ги проколне. Кога се преселувавме, понесовме се, освен писмена потврда за гробовите и осамената црква. Благодарам. Добро вечер и од мене. Јас сум Валентина Димоскал Прилеп. Поглед од нормална висина. Тоа лето јас кај мојот дедо, како струга нема друга. Пристигнав и гледам куќа на 3 спрата. Јас мала, а таа голема. Неколку дена на првиот кат ужива во нивното друштво. Дедо ми и баба ми. Собрав храброст и си реков, денес одам на вториот спрат. Вратата широм ја отворив и погледот ми се просветли. На терасата излегов сонцето го видов. Пак јас сум повисоко за еден кат. Мојата желба се исполни во тој миг, во тој спрат. Одлево детелина пространа убавина. Одесно тополи високи по неколку метра. Горе небото сино и убаво. Облаците разиграни и ветерот го збуниле. А сонцето насмејано, зашто е невисоко. Почувствував среќа и посакав желба. Еден ден јас да имам вакво скромно нешто на моето мало место. После многу години чинам 10 лета и јас имав моје место, тераса и мир, на која седев често. Во тој миг си реков, и јас сега имам поглед од нормална висина, која на секој му ја посакувам. Во неја мир, пред неја убав поглед селечка планина, одлево борова шума мир и убавина, десно планина убава пространа, тука е небото уште посино, од она место на дедо, ветерот уште повесел и сонцето повисоко и посјајно. И сега гледам со истиот поглед од нормална висина. Само сега, посретна, возрасна и исполнета. Во душава моја испречени многу зборови стојат. Збор кој ми вика ти си неговата љубов и прилика. Но потем ме облева некој сомнеш и ми вели, замисли се малку и види дали срцето му го веселиш. Умот царува и надвладува, срцето е едно, а душата пропатува. И во неја крија многу нешта што во животот ти ги скратиле. Скратиле нешто, не знаат зошто. Умот си вели ќе биде лесно. Срцето чука, некогаш забрзано, некогаш тешко. А душата моја мила е разбрана. Чека и се надева дека некогаш со срцето и умот ќе се договорат. Надежта последно умира, велат. Љубовта е вечна кон многу вредни нешта во животот твој. Има многу мили нешта на кои им треба љубов. Затоа тука е верата во Бога и се што е свето. Свето и ова лето е моето семејство многу бројно, така и да остане. Само така јас би имала вера, љубов и надеж кон сите, кон оние кои ја заслужуваат, сакаат и милуваат. Да не помислам на тебе, да не те сретнев, не знаев дека постоиш, да не ми кажеше 2 збора, неке седливе во тебе, толку си далеку, а близко до мене. Не ја растуре магијата, не буди ме од сонот, остави ме да сонувам. Каде звездите патуваат на небото, ангелите пеат, од небото до земјата, мислите патуваат кај тебе. Благодарам. Денови и години. Те сретнав кај кулата на јаморот. Оттаму со текот на времето те засакав.
Ќе дојдам во градот кој ми буди љубов за тебе, град на конзулите, на широк сокак. Заедно да се љубиме крај саат кулата. Дојди да ти дадам пламен, пламен од љубов. Еден ден ќе биде доволен. Ти си мој почеток и крај. На постела кога и да се разбудам, мислам дека си до мене. Твоето срце е отворено за љубов. Дозволи ми да го разнежнам, да го разгалам, да го милувам, да го чувам како нежен мој цвет. Градскиот часовник нека бие, како нашите срца нека ги спои неговите стрелки да се поклопуваат на 12 часот. Броевите 1 и 2, како нашите срца и тела што ќе се спојат во едно. Часовникот нека ги одбројува за љубените наши години. Дрвото на животот. Ти си моето дрво на животот, а јас твојата гранка припиена за тебе. Ако ме исечеш, ќе овенам. Ако ми го откинеш листот, ќе паднам на земја, ќе се исушам, ќе се изронам, ќе станам пепел од последната догорена искра од разгореното огниште. Знам дека никогаш нема да ми го направиш тоа, затоа што знаеш дека многу боли. Треперам како лист пред тебе. Те гледам во твоите очи како исплашена срничка пред лавот. Ти си моето дрво на животот и ќе останеш како такво. Ти си ми потпора на моето тело, крепост на мојата душа, огниште во моето срце кое го разгорувам за љубовта наша. Ти си цвет во мојот розев свет, зеница во моето сино око, мелем на мојата рана. Кога дојдам кај тебе, врз мене носам голем товар, тежок како планина. Како натоварена камила сум во пустина која е жедна вода да се напие. А јас сум жедна за твојата љубов. Кога ќе дојдам пред тебе во твојата близина и твојот допир, тогаш товарот мој го симнувам пред тебе и ми олеснува. Те гледам со мене, се подмладувам и расцветувам. Во мене најде мир и топлина и затоа сакам во тебе да се сокријам, во твојата топла и мека преградка. Со тебе животот да го минам. Ќе те гледам и чувам во срцето и очите мои, иако се е против нас, јас со искрвавено срце, насолзени очи и скршени крилја и не ми е ништо важно. Како птица ќе долетам кај тебе и ќе живеам со тебе во нашето огниште, затоа што ти ми си дрвото на мојот живот. Читањето на стиховите на Елизабета Трајчевска-Ѓорчевска повеќекратно го задоволува нашето љубопитство за ова ново име во современата македонска поезија. Се добива впечаток дека во песните се е познато, видено, почувствувано, но сепак не може да се ослободиме од чувството на необичност, на посебност што обзема од самите песни. Поетесата со лирскиот сензибилитет ни создава еден времеплов низ незиното минато, сегашност и иднина. Користејќи го наративот поезија во проза, очигледен е напорот да се искаже себе си по собствените патишта на пеењето. Елизабета Трајчевска-Ѓорчевска е поетеса свртена кон животот, кој со многу својно разнообразие од поетски интими до движењето. За неа се е мотив за песна, каде стиховите течат симулантно. Понекогаш се мешаат со густина на спомените, на времето, на просторот. Секаде се покинати, недосегливи, откривајќи различни пейсажи и сензации. Со незиното лирско пеење, метафизичко и асоцијативно, постојано се наложува незиниот глас со смиреноста, издржаноста и медитативноста во речта, која е интегрално свртена кон човекот, кон неговата судбина и кон неговото место под звездите. Во песните доминира љубовта како чета и болна инспирација, незината нагласена чувствителност, проткаена со кофежот по чистотата, длабочина и трајноста на љубовта. Таа вели: не буди ме од сонот, остави ме да сонувам, каде звездите патуваат на небото.
Убаво мајско утро, убав ден, ѓурѓов ден. Таму горе, високо во венците на гори зелени, манастир Свети Илија. На дрен децата се занишуваа со великденското црвено јајце, песни пееа. Во изворите водата рикаше, птиците ги викаше. Низ шумата изворот се распослал, со студената вода камењата ги миеше. Покрај патеките водата се разлеваше и тревата ја милуваше. Во црква Света Недела 5 цвејки паливме, 4 пари оставивме, 3 цвејкина на икона даривме. Ние двајцата покрај извори шетавме и една судбина за навек си кажавме. Секое утро звонче звони во училиштен двор и училиштен час ме вика во училишна клупа, исправена простом да стојам како висока стройна ела и да му кажам: добар ден, мој професоре. На предавањата од устните на професорот се излеваат слова, звезди од душата, зборовите и мислите се брануваат, како бран од брановите на срцето. Со внимание часот го слушам и на крајот од часот пред да заврши, училница полна со средношколци, се слуша бучен джагор и врева исполнет со прашања и објаснување за предавањето. Професорот за бучната врева, в миг што се крева, благо ме прекорува, потоа сладко се смешка. Од него зрачи светлина на сончеви зраци, кои ја огреваат душата на секој еден ученик, кои блеснуваат како светлина. Се шири топлина, како топло јужно ветре, кое на сите страни дивко дувка, и топло јунско сонце пред училиштен летен распуст. Професор со добри и мудри мисли, кој не води како звезда водилка до патот на успехот. Професор со топла душа, широко срце, разбирање за секој, широки погледи кон светот. Мој драг професор. Токму овој професор е заслужен за она што јас сум денес, му благодарам, иако не е во можност да е овде меѓу нас, заради оправдани причини, сепак нема да го открием кој е. Нека остане на тајна. Како автор и поет, сите поети оставаме траен белег во нашето творештво и имаме голем придонес секако во нашето творештво. Како што кажав, се јавувам како хуманитарец за деца со посебни потреби, деца без родители, онаму каде што има потреба за ранливите категории. Како поет сум уште и добитник на третата награда во Букурешт оваа година на меѓународната поетска манифестација. Учесник од повеќе автори во Република Србија, учесник на повеќе збирки од автори во Македонија, добитник на повеќе дипломи, благодарници и признанија во Македонија. Ви благодарам за оваа убава вечер и како што жив починку, од овде ја гледаше големата вода и порачуваше на народите. Ваше е само она што ќе го дадете на другите. Гоце Делчев, ова е поле за надпревар меѓу народите. Како јас порачувам да градиме мостови на пријателство преку пишање и збор и нашиот поет, почитуван и рецензент Митре Манговски Ратоштански, кој вели секој миг да го претвориме во вечност и овој миг нека биде запаметен. Ви благодарам, ви посакувам добра вечер.